Зоран Заев како опозиционер најави дека штом победи СДСМ повеќе не сме да се употребува злоупотребата на тајните служби. Вчера и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски најави дека тајната полиција се реформира според највисоките демократски стандарди. Меѓутоа, кажаното од Заев и Спасовски е една голема лага. Во заднина, тајната полиција функционално е поставена да ги следи политичките противници. Тајната полиција во моментот врши следење и прислушување на раководството на Единствена Македонија. Внимавајте добро, само затоа што нашата партија се залага за стратешки сојуз со Русија и членство на Македонија во Евразиската економска унија. Овој аналитички документ од службата за аналитика во државната безбедност, доставен до директорот на државната безбедност за мерките и активностите на тајната служба спрема лица од Единствена Македонија. Да ја појаснам технологијата на работата на тајната служба. Врз основа на овој документ директорот на државната безбедност го известува министерот за внатрешни работи, а исто така министерот за внатрешни работи понатаму го известува државниот врв во Република Македонија, премиерот, председателот на собранието и председателот на државата. Врз основа на овој документ во тајната служба се заведени повеќе оперативни обработки за конкретни лица од раководството на Единствена Македонија. Оперативната обработка е една од формите на работа на државната безбедност и представува примена на оперативно-технички средства и мерки за спречување на противуставни дејствија поради сомнение дека лица се занимаваат со дејност насочени против безбедноста и поредокот утврден со уставот. Од повеќето оперативно-технички средства што ги користи тајната служба, според овој документ, спрема нас се преминуваат 3 средства: тајна контрола на телефон, тајно следење и тајно фотографирање и видеоснимање и документирање. Исто така, според овој документ, тајната служба врши целосна контрола и врз дипломатскиот персонал на руската амбасада во Скопје, што самото по себе е дипломатски скандал, бидејќи Виенската конвенција за дипломатски односи забранува такви активности на домашните служби. Значи, внимавајте добро, ние во Единствена Македонија сме под целосна контрола на тајната служба само затоа што имаме поинакви определби од марионетската власт во Скопје. Поточно, тие се за НАТО и за ЕУ, а ние сме за сојуз со Русија и членство на Македонија во Евразиската економска унија. Оваа активност на тајната служба е во целосна спротивност со уставот на државата од најмалку 2 причини. Прво, во уставот, меѓу другото е забележено и запишено дека темелна вредност на уставниот поредок представува и политичкиот плурализам. Значи, партиите можат да застапуваат различни политички гледишта, например, едни се за НАТО и ЕУ, други за Русија и Евразиската економска унија, трети може да бидат за движењето на неврзаните, едни да бидат за промена на име, други за неменување на име, едни за традиционални семејни вредности, други за либерални вредности и така натаму, што значи плурализмот на определбите е дозволен со уставот. Второ, во уставот е запишано дека државата може да членува во меѓународни организации. И толку. Никаде во уставот не е запишено дека тие меѓународни организации мора да бидат НАТО и Европската унија. Значи, Република Македонија може да членува во било која од бројните меѓународни организации кои постојат во моментот во светот. Значи, власта на Зоран Заев во моментот врши флагрантно кршење на уставот со следење и прислушкување на лица од Единствена Македонија. Меѓутоа, што би рекол нашиот народ, во секое зло и добро. Ова се веќе знаци на една уплашена власт, и на ним е јасно дека паѓа оваа власт во Скопје, купена и контролирана од странски центар. На крај, сакам да упатам една лична порака до Заев. Можете да не следите, прислушкувате, да не се заканувате со апсенја, но нема да дозволиме да не го скршите духот. Ако не го убиете духот, тогаш ќе не го убиете и нашето свето македонско име. Ние оваа битка за одбрана на името, идентитетот, историјата и традицијата на македонскиот народ ќе ја добиеме. Ова не е битка за поединци и лидери, не е битка за власт, ова е битка за опстанок на цел еден народ. Ова е битка за Македонија. Новата легална власт на Единствена Македонија се навестува и доаѓа. Единствена Македонија ќе ја оствари јасно изразената намера на македонскиот народ и поголем дел од граѓаните на Република Македонија за историскиот стратешки сојуз со Русија. И на крај, сакам да укажам уште на нешто, бидејќи немав намера, меѓутоа од ова што го кажав така навират и одредени емоции, па ова за мене има така поголемо емотивно значење. Ако ме следевте добро, јас кажав дека
технологијата на работа на службата за државна безбедност е што аналитичките извештаи најпрво одат до директорот, потоа он ги доставува до министерот, а потоа министерот ги доставува до државниот врв. Во моментот државен врв е и Талат Џафери, како претседател на собранието, значи он ги добива овие извештаи. Меѓутоа Талат Џафери во 2001 година беше на страната со луѓето кои што сакаа да го рушат уставниот поредок на државата и дури е инволвиран во еден од најкрвавите и најбрутални масакри во поновата македонска историја, со каде што живи беа палени и горени 8 бранители кај Вејце. Сега во тоа време јас бев од другата страна, како припадник на безбедносниот дел, поточно во управата за безбедност и контраразнавање. И сега видите ова цела иронија и трагедија, според овие документи, јас сум непријател на државата, а Талат Џафери е патриот кој што ги добива овие документи и ги чита како дел од државниот врв. Што би рекол нашиот народ, да не е трагично, би било смешно, или пак да се послужам со црковната терминологија, да им простиме бидејќи не знаат што прават.